понеделник 18 декември, кратки вести во 12 часот. Недозволиво е после 10 години, после повеќе репроектирање на трасата да ни се случуваат повторно свлечишта на автопатот Кичево-Охрид, вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Имавме 11 нови свлечишта на трасата. Токму поради тоа јас сметам дека треба да го дадеме првиот збор на фелата на експертите, тие со своите стручни мислења да дадат насока. Додава дека се работи за проект што е многу стар и се прават дополнување и репроектирања. Неделава се очекува да биде завршен извештајот на ФИДИК експертот, пошто ќе се знае во која насока ќе продолжи работата. Потребна е итна санација на сидриштето Билјанини извори во Охрид. На фотографиите што ги направија репортерите на Охрид прес се гледа дека патеката кон каналот е во многу лоша состојба и скоро е урната. Неодамна објавивме дека Министерството за одбрана склучи договор за реконструкција на сидриштето. Вредноста на договорот е речиси 476.000 евра. Предвидено е расчистување на теренот околу просторот и во каналот. Треба да се постават дрвени колови и дрвена платформа, парапетен бетонски ѕид покрај пешачката патека. Читатели на Охрид прес до нашата редакција доставија фотографии од бројни запленети мрежи кои рибократците ги поставиле во водите на Охридското езеро пред полициската станица за граничен надзор Охридско езеро во каналот Студенчишта. Ова доаѓа во време кога е се позабележително девастирањето на живиот свет, особено рибата од кој најбарани се пастрмката, белвицата и крапот. Од другата страна на езерото се врши порибување со помали количини, но она што се вади за потребите на рестораните во Албанија е несразмерно поголемо. Пастрмката таму се служи сосема легално и без никакви правни консеквенции. Времето денес претежно сончево, дува слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.